Почитувани, Кашиковски од Сојузот на синдикатите на Македонија со плата од над 50.000 денари, Трендафилов и луѓето околу него со енормни примања. Според информациите кои стигна до нас од свиркачи од ССМ, Стојанче Кашиковски, председател на Синдикатот на работниците од угостителството, туризмот и комунално стамбено стопанство, остварува и дополнителни годишни примања покрај платата. Вкупните примања на Кашиковски во 2023 година, во кои влегува неговата плата и примања по други основи, биле над 810.000 денари. Ова се синдикалците на Трендафилов и ССМ. Не се знае кој од кој поголеми примања има. Според свиркачите од ССМ, кои се разочарани од актуелното раководство, Трендафилов и луѓето околу него го претвориле синдикатот во приватна фирма. Трендафилов и луѓето околу него одработуваат за нивните позиции по ноти на СДС, кои и ги поставија на нелегитимен начин. Ова се луѓето кои, додека ги лажат работниците за минималец, тие земаат плати неколку пати поголеми од тоа од синдикатот. Ви благодарам, доколку имате прашања, повелете. Коментирате платите на синдикалците. Господин Петрушевски, може да ни кажете колку е вашата плата? Апсолутно, платата на пратениците е јавен податок и таа изнесува некаде околу 116-17.000 денари. Дали е тоа во ред вие да земате толкова, а ги коментирате платите на синдикалците? Во ред е секој да зима плата, не знам што е спорно да се објави како што платата на функционерите е јавно, да ја објавиме јавно платата на овие синдикалци на батерии, како што реков, кои што ги лажат работниците за минималец, а уживаат енормни привилегии како лидери на синдикатот. Покрај платите кои што изнесуваат поголеми од платите на пратениците, некои од нив, тие имаат и дополнителни приходи кои ги остваруваат како представници во управни одбори со договори на дела на разни проекти, и тоа се плати кои што надминуваат и премиерска плата. Добро е да ги знаат граѓаните, добро е да знаат работниците колку приходи имаат нивните синдикални лидери. Уште едно прашање имам, каков е ставот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН на барањето на СДСМ за анкетна комисија? Од СДСМ повика дека пратеничката група на ВМРО-ДПМН се надева дека ќе ја прифатат ова барање. Убав одговор имаше на ова прашање премиерот, така што нема што да додадеме дополнително. Апсолутно немаме ништо против ваква анкетна комисија, но ќе ја прошириме со трагедии кои што се случија како она во модуларната болница Ласкарци без сатанас, така што нема ништо против тука никој. Слободно. Неофицијално се вртат повторни информации за некакви предвремени парламентарни избори. Ќе прифатите ли доколку бара опозиција? Такво прашање воопшто не е покренато, но апсолутно ВМРО-ДПМН нема никаква дилема да бега од соочување со граѓаните и нивното мислење кое што се издава на избори. Секогаш сме подготвени да го слушнеме гласот на народот на избори. За предвремени избори? За секакви. И за предвремени, вклучително и предвремени. Сме покажале дека ние никогаш не бегаме од избори, за разлика од други политички партии. Затоа што пред неколку месеци кога опозицијата бараше предвремени парламентарни избори, премиерот рече дека не се потребни. Па не сум сигурен дека такво нешто рече премиерот, напротив рече дека не сите политички партии бараат опозицијски политички партии бараат предвремени избори. Така што стоиме на ставот дека тоа прашање не е покренато, меѓутоа немаме ништо против ВМРО-ДПМН да оди на избори да го слушне гласот на народот. Ви благодарам. Повелете. На лидерската средба што бара лидерот на СДСМ, тој рече дека ќе представи некој план за реформи во областта на правосудството, здравството, образованието, за начинот на кој би се формирала анкетната комисија. Дали вие би се согласиле со таква лидерска средба како ВМРО-ДПМН? На ова прашање вчера имаше убав одговор премиерот Мицкоски, нема никаков проблем да го прими лидерот на опозицијата и да му го соопшти она кое што тој мисли дека треба да му го соопшти. Дали би прифатиле лидерска средба во поширок формат или во собранието да се разговара на тие теми? Како што веќе рековме, формално барање за лидерска средба до нас нема доставено. Пресериозни времења се за да комуницираме и коментираме изјави кои што се даваат по медиуми. Нека дојде формално барање и за тоа ќе имаме соодветен став и одговор. Она кое што го рече премиерот е, мислам, многу јасно, прецизно, доколку се работи за представување на некаков план и доколку не сака
лидерот на опозицијата јавно да го представи, туку смета дека за тоа треба најпрвен да го запознае премиерот, му стои на располагање во секое време за да оствара средба и тоа да биде презентирано од негова страна.